Кажавме што е дефиницијата за месхот, па потоа кажавме што е прописот, дека е потврдуван и е дозволено да се земит месх. Сега ќе кажеме некои услови, шартови за месх триење по местеви или други обукви врз ногата кои ја вршат истата функција. Кои се условите? Условите е битно да се запамтат на памет. Секогаш, ако велиме, например, условите на абдесот, ако велиме услов на абдесот, мора да се запамтат на памет условите, зашто можеш да грешиш ако не ги знаеш условите. Ако не ги знаеш условите, можеш да грешиш. Условите мора да се на памет. Другите работи имат толеранца да прашвиш ова она, ама условите мора, зашто ако ги знаеш условите, ти немаш потреба многу да прашвиш после. Зашто во условот е вклучен тој пропис. Првиот услов да бидат облечени, значи местевите или пак чорапите, да бидат над абдест или гусл. Човекот кога сака да земат месх, морат чорапите да ги имаат облечено кога имат абдест или пак имаат земано гусл. Што значи ова? Ако човекот станвица бале, не земи ни абдест или пак нема земано ни гусл и ги облекви чорапите и идет времето на намазот на полден. Сега, што ќе правите? Треба да земит месх или да ги мијат нозете? Да ги мијат нозете, затоа што тој ги облечел чорапите во нечистота. Не беше чист, немаше абдес. И морат, значи, првиот услов да бидат облечени чорапите или пак кожните чорапи да бидат облечени над абдест или гусл. Добро. Вториот услов да го покриват пропишаниот дел од ногата кој е должен да го измие. Да го покриват пропишаниот дел од ногата кој е должен да го измие, а тоа е стапалото заедно со членките. Затоа ние ќе земеме после прописи и месели ако е чорапот продзирен. Види, услов велит да го покриват пропишаниот дел. Мора да го покриват. Претежно овде кој прашви за ова? Жените. Зашто облеквет од слабите чорапи продзирни. Месхот на тие чорапи не е дозволен. И месхот не е валиден. Зато види што вели да го покриват пропишаниот дел од ногата кој е должен да го измие, а тоа е стапалото заедно со членките. Што значи заедно со членките? Некој од нас облеквит чорапи што не ги покриват членките. Тоа ја покриват ногата, ама членките не ги покриват. Идет време на полден, земаат абдес и месх. Немат абдес. Абдес немат. Морат да го покриват. Ако не го покриет, треба да ги измиет нозете со вода. Третиот услов вели да бидат дозволени. Што значи да бидат дозволени? Според тоа, не се дозволува триење по украдени чорапи или пак одземени или сфилени чорапи. Знаете дека сфилата е харам за мажите на уметот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Ако се чорапи од сфила, за мажите е забрането. За жените месх на сфилени чорапи дозволено или не е? За жените е дозволено на сфилени чорапи, зашто сфилата за жените е халал, не е забрането. А за мажите сфилата е харам. Зато веле тие според некои учењаци овој услов вели ако се украдени, што значи дека веле тие леснината не е дозволена во грев. Јас имам објаснато за ова месели за кратењето на намазот. Кога е на пат човекот. Ако човекот ојд на пат за да прави некој грев во дискотека, например му текви да ојд Скопје во дискотека. Овој верник е клањат, ама е така, го лаже четанот, ќе одам вечерва на диско. И тргни со колата за Скопје и стигни од Кичево натаму и што велит? Ќе го скратам намазот. Учењаците велат твоето патување е харам според некој. И велат тебе не ти е дозволено да го скратиш намазот.
Зашто леснината не е за оно што прави харам. Леснината е за оно што оид за ибадет. И што оид во дозволено место. И затоа велат украдени чорапи, ако имаш украдени чорапи, не ти е дозволено да земиш мес, мора да измиш ногата вели. Ако се одземени од некого му имаш правено зулум, на некого му имаш земено со сила, не ти е дозволено да земиш мес. Ако се свилени, не е дозволено за мажите да земат мес. Но за овој услов учењаците не се согласни сите. За овој услов учењаците не се согласуваат сите. Зошто? Зашто учењаците други го дозволуваат ова. Велит ова нема врска со тоа. Тој му е дозволено вели да земит мес или пак да го скратит намазот во другото меселе, а со гревот за она што имат отидено. Ако имат отидено за харам му е отидењето таму, ама намазот нема врска со тој грев. Аллах субхана го има дозволено да го скратит намазот човекот кога е на пат и ова нема врска со другото. Исто и месхот овде. Велиме дека е дозволено да земат мес и на украдени чорапи. Месот му е валиден, намазот му е исправен, но со гревот за крадењето. Гревот му оставит, за тоа што имат крадено. Исто свилени чорапи, ако облеквит мажот. Месот на исправното мислење е дека му е валиден и намазот му е точно, но грев имат за тоа што го имат облечено тој чорап, што е од свила. Јасно? Ова е најисправното мислење. Го кажа првото мислење дека некои учењаци велат и така, дека не е дозволено, но најисправното мислење што го имат одбрано и едно пренесување од имам Ахмед е дека е дозволено, но со гревот за тоа нешто што го имат направено порано. Добро. Ово е третиот услов. Четвртиот и до петиот и толку. За понатаму подетално месели други во идните дерсови. Велит четвртиот услов да бидат изработени од чист материјал. Да бидат изработени од чист материјал. Што значи тоа? Да бидат, ако се од кожа чорапите, да бидат од кожа што е дозволено. Например, да бидете од кожа од што? Од камила, например. Или да бидете од кожа од крава. Или било друго што му се јадит, месото што му се јадит, месото. Имаме земано ние за кожите, која кожа е дозволено, која кожа не е дозволено, тоа ќе се врати во прописите за кожите кога земвевме. Што значи ако е тој чорап изработен од материјал што не е чист, како например кожа од свиња, не е дозволено да се земит месо на тие чорапи. И ако земвит месот не му е валиден. Или пак од магаре. Кожа од магаре е харам. Не е дозволено. Зашто пратеникот салаллаху алейхи ve sellem имат забрането и се рачун вид нечиста кожа. Значи мора да биде чист материјал. Ова е услов. После велит петтиот услов и ова е најбитниот, да се изврши месхот во одредениот временски рок. Што значи тоа? За непатникот е ден и ноќ, 24 сати. Сега, кога почнува месхот или кога не почнува месхот, дали од кога земвит абдес, одма почвит месхот, или пак кога ќе го расипвит абдесот, ќе земи нов тогаш почвит месхот, зашто имаат несогласување меѓу учењаците. Ова ќе објасниме другите дерсови, зашто сега немаме време да застанеме во ова меселе. А за патникот колку е? 3 дена и 3 ноќи. Колку се тие, колку сати? 72. 72 сати. Овие се условите на месхот. Кој беше првиот? Да се облеквет во чиста сошеба, со абдес. После второто, да го покриват пропивешаниот дел, а тоа е стапалото, ногата целосно, заедно со членките. Третото, да не бидат украдени. Иако, најисправно замислење дека ако се украдени е дозволено да се земит месели од свила. Четвртото кој е? Да бидат од чист материјал. Петото кој е? Да се изврши во одредениот или пропишаниот временски рок. Тоа е за непатникот колку?
24 сати, ден и ноќ, за патникот колку е? 72 сати. Значи 3 дена и 3 ноќи. Сега подетално опис на месхот, како е формата на месхот. Ова можам да го кажам зашто описот на месхот е лесно. Описот на месхот сега ќе станувам овде, затоа што е битно да видите како се земвид месхот. Врти ја ваму. Така. Месхот земавме абдес, така? И сега идеме за да земиме месх. Што правиме? Водата е пред нас. Ги ставиме рацете на вода или во вода натре, ги ставиме. Така како што се чул со вода, удриме одма? Не, прво ги тресиме рацете, па потоа ги отвориме вака прстите. Зашто ги отвориме? За да го направиме место на поголем дел од ногата. Да извршиме мес на поголем дел од ногата. Зашто ако ги држиме вака, помал дел фаќат од ногата. Треба да ги отвориме прстите. И заедно требит и левата нога, да, и десната заедно требит да му дајме меса. Вака ги отвориме прстите и од овде, види, ојме до каде? До овде, овој делот каде што почне ногата нагоре. До овој дел, не до овде. Месх нема до овде, каде што почвит. Вака. Гледајте, вака, отворени прстите и вака. И толку е месхот. Добро, дали е дозволено прво на десната и на левата? Според на исправното мислење дека можеш прво на десната, му даваш мес на десната, па потоа му даваш на левата. Но подобро е, мислам, според учењаците, да му даваш на нозете и на левата и на десната истовремено. Овие се некои прописи за месхот, а тоа е дефиниција, па потоа прописот дека е дозволено и е потврден со Куран, со Сунет и со Иџма, и условите и описот на месхот, формата на месхот. Понатаму подетално, иншааллаху таала, во идните дерсови. Го молиме на Аллах субхана таала да ни научи она што не знаеме и да не направите тоа што го практикуваме суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем во нашиот живот и во нашите секојдневни моменти. Затоа што ние некогаш заборајме, висина некој вели зашто ние уште да учиме за месхот, да, уште ќе учиме за месхот, затоа што уште грешиме во абдесот. И требите овие да се повторуваат, овие дерсови, зашто федекир фе инне зикратен феул мумин. Аллах велит, што велит? Советувај ги. Зашто? Зашто советот ќе му биде во корист на верниците. Оној што е верник, советот е корист за него секогаш. Идниот дерс што ќе зборуваме? За заборавени суннети на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Еден дерс фиқ, еден дерс заборавени суннети од пратеникот салаллаху алейхи ва селем. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Исто потоа ако ќе завршиме со ова, една книга мала е, тука има 20 месели за месхот на чорапите, на турбанот и за шамиите, за жената, претежно за жените, дали е дозволено да земаат месх над шамијата. Зашто и ова се прашфет жените некогаш, дали е дозволено да се земат месх над шамијата и кога е дозволено, све ќе земиме во таа книга и тука се многу прашања има. Дали после во скинати чорапи е дозволено да земиш месх или не е дозволено, прозирни како што рековме, дали е дозволено, кога почви месхот, одма од кога ќе земиш абдес, или од кога ќе расипиш абдес и ќе земиш нов. Све овие ќе се објасне детално во идните дерсови. Потоа, дали над патики и над кондури е дозволено, дали кога облеквиш два пара чорапи, му имаш дајано прво на првиот, после дали е дозволено, после имаш облечено друг, дали му е дозволено да му даваш него, па имаш облечено чорапи,
Имаш земано абдес, има облечено чорапи, имаш расипано абдесот, имаш облечено други чорапи, па потоа дали сега што треба да правиш, на кого да му даеш месх. Све овие значи се интересантни месели што се дешаваат во текот на денот за верникот додека зем вид абдес. Аллах субхана таала да ве награди за сабурот. Иншаллах таала ќе се видиме покасно.